Добри ден, почитувани гледачи! Верувам дека секојдневно си другаруваме заедно, ние и вие, вкусот на традицијата и нашите гледачи, по очекување на новиот рецепт на денот. Знам дека честопати, посебно сега околу празниците, убави денови следуваат, семејни денови, каде што навистина имаме време да се посветиме на семејството, на пријателите, на ближните и така натаму. И во таа топла, убава, домашна атмосфера, секогаш сакаме нешто да грицнеме. Но нема ништо подобро кога ќе направиме домашни грицки. Тие грицки со чашка винце, пивце, со некој убав филм на малите екрани, ќе уживате заедно со своите најблиски. Зато сме ние тука да ви кажеме една рецепта која што е многу стара, значи многу одамнина. Ги правеле нашите баби, мајки, денеска исто така до ден денес се прават. Тоа се домашни постни грицки, а за нив ќе ни биде потребно 500 до 600 грама бело пченично брашно, 200 мл пиво или 200 мл вино, што и да имате дома, 250 мл масло за јадење, едно кесиче прашок за печиво, она стандардно што го има во сите маркети, една супена лажица црвен пипер, 100 грама сусам во тестото, после сусам за наросување по потреба, малку сол, ќе ви треба една оклагија и една тепсија со хартија за печење на кој што ќе ги печете овие домашни грицки. Можете со модличка, можете со чашка, можете со што сакате да ги вадите, во каков сакате облик да ги вадите овие грицки. Можете и со нож да ги пресечете во лентички, значи како сакате. Прво ќе го направам течниот дел. Значи, ќе го ставам маслото. И малку, неколку капки, врз хартијата за печење. Ќе го ставам пивото, 200 мл пиво. Прашокот за печиво. Едно кафено лажиче сол е сосем доволно за ова рецепта. Така. Тие бара да бидат посолени, нели? 100 грама сусам ке ставам. Така. И сега ке го ставам полека брашното. Најпрвин ке промешам да се раствори прашокот за печиво во пивото и во маслото. Кај сега постепено го додавам брашното. Со мешање со дрвена лажица, се додека не почувствуваме дека е подготвено да го ставиме на работната маса и убаво да го измесиме. Ова тесто нема да се лепи, затоа што има масло во него. Сега ќе наросам брашно на работната површина
И ќе го притурам тестото. И ќе почнам со месење. Се додека не се формира едно убаво тврдо бисквитно тесто. Полека ќе му додавам брашно. Имајте си и кесичката брашно секогаш на рака, до вас. Не знаеме дали може би ќе треба уште 50 грама да се додаде. И сега ја користам ова прилика да се заблагодарам за ова убава кецела или скутача, што би ја нарекле кумановци, и секој град, село си имат посебен дијалект и име за кецелата што ја носат домакинките. Ова е рачно работена од председателката на Организација на жени на град Битола, госпоѓата Светлана Петковска. Многу и благодарам и со големо задоволство и мерак си ја носам. Таа ја направи специјално за вкусот на традицијата. Светле, ти благодарам од срце. Ова е подарок за навек. Еве, кога ќе престане веќе да се лепи на рацете, на работната површина, значи дека е готова. Сега ќе направам една кора, која што ќе биде во дебелина од еден прст, вака. Имам една мала чашка. Можам да направам крукчиња. Имам модличка со срце. Пола ќе ги направам крукчиња. Пола срценца. Така. Сега ова што е останато ќе го соберам.
ставам на плехот за печење, температурата 160-170, не повеќе. Така. Ете така, драги мои, се испечени нашите домашни постни грицки. Значи, подготвени сме. Грицките се готови, друштвото ни е тука, сите вработени во комплексот Етно село Тимчевски, екипата од Алфа телевизија, значи имаме што да си мезиме. Изгледа ке треба да допечеме уште тепсија. Имаме 3 помали, но ова изгледа ке треба уште толку што се вкусни, прекрасни се. Направете ги и вие и уживајте во овој вкус. Напечениот сусам, напечениот, запечениот црвен пипер, па тестото како е добро погодено, како лиснато тесто, имате чувство дека јадете. Секогаш уживајте во друштво на своите сакани и верувам дека секој еден од нас има испуштено некои мигови со драги луѓе. Затоа никогаш не е доцна тоа да го направите сега, денес, веднаш и во моментот. Да му кажете или да ја кажете дека ја сакате, дека ви недостига, затоа што со таквите чувства ќе ви биде животот уште поубав. Довидување до следната емисија Вкусот на традицијата и верувам ќе уживате во овие грицки. На здравје!